Видели сега дека само късмет е доста за животот. Го сторија царски зет. Видов. Му даде среќа да се најде богатство. Ама си немаше ум да си го сочува. А сега му даде среќа да стане царски зет. Само ке му треба ум за и да остане. Море, тој што има късмет, ум не му треба. Па и да видиме што ќе прави сега таму, како царски зет. Па после јас ке зборувам, а ти ке слушаш. Добро. Принцу мој, кажи ми нешто. Кажи, зошто ми се лутиш? Остави ме. Ке те оставам? Ако ми кажеш, зошто го нарача овој стап да ти го донесат дури од планина? Тоа не е твоја работа. Не е моја работа? Па ти си ми маш. Како не е моја работа? Кажи ми зошто ми се лутиш? Ама не цело тамо, остави ме. Ми се лутиш, а? Знам. Еве само месец дена сме во брак, а ти престана да ме сакаш. Не може тоа така. Да знаеш. Еве тука мора да постои некој ред. Ако не си знаел за тоа, еве ти кажувам, не можеш така да станеш царски зет. За тоа треба да постои ум. А тебе? Каде ти е умот? На пасање? Ама тргни ми се од предочи, не може да те гледам повеќе. Или подобро јас да се тргнем. За ова, ќерко, требало да ми кажеш порано. Зошто си се мачила толку? Кој е тој? И каков е па тебе да не те погледнува и да не ти збори? На бесилка ќе го ставам. О, татко! На бесилка и тоа веднаш. Па, късметът ти си ја заврши својата работа, а сега мене ми е редот инаку отиде овчарот на бесилка. Чекај, море, па тој си има късмет. За оваа работа се чини ум ке треба. Да си ја земам јас облеката за низ народ и да си Ај. Тоа си ти? Што тука? Дојдов да те спасам, ете тоа. Мене? Од што? Од бесилка, ете од што. Зошто? Ништо не сум Напред ти сторил. готват бесилка, не си сторил ништо. Размисли малку. Мислеше готово, завршив работа и имав среќа да се оженам за царската ќерка и тоа ми е доволно. А ум малку да размислиш. Ама што знам, јас навистина мислам дека ништо не сум направил. Си направил, многу лошо си направил. Ја навреди царската ќерка. Не зборуваш со неја, си седнал вака и само во стапот јапаш, така е? Не смееш на луѓето да не им зборуваш кога тие ти зборуваат. Кога тие се добри со тебе, а ти да бидеш лош со нив. Не смее така. Размисли малку. Добро, Ум треба за тоа. Што да правам, кажи ми. Ќе отидеш
ќе застанеш пред царот и ќе го замолиш да не те беси без судење. Само отиди, застани пред него, замоли го да не те беси без судење, а другото јас ќе го направам. Јас таму ќе ти дојдам. Да те чујам. Те молам, честити царе, прво да ми судиш, а пота обесим. Што да те судам, момче, кога самиот си се судел? Зошто така и правиш на ќерка ми? Зошто не ја сакаш? А кога не ја сакаш, зошто дојде на избирањето? Или сакаше само царски зет да се сториш? Не. Не дека не ја сакам ќерка ти. Туку јас имам татко и мајка, честити царе. А тие не знаат за мојата голема радост дека сум се оженил. Од многу мака што не знаат за мојата радост, ми се помати умот и шетав како замаен. Но сега веќе нема да правам така, честити царе. Те молам, ако мислиш дека треба да ме бесиш, обесим. Ако не, прости ми. А зашто ова не ми го кажа порано, зете? Та и ние сме луѓе. Ќе разбереме. Ајде веднаш да пратиш да ги доведат мајка ти и татко ти. Морам да ти признаам дека си права. Не бива се со късмет. Требало човек да ја има и паметта. Виде сега. Ни без тебе човек не може, ама ни без мене. Така е. Ако те има човек тебе, треба да ме има и мене, ако сака работата напред да му оди, нели? Така е. Еве рак. Така е.